Се селиме на терен кај колешката Бети. Еве, Бети веќе е нестрплива. Бети, повели со твојот утрински разговор. Добро утро уште еднаш. Ден после великденските празници имаме интересна тема за разговор. Често пати овие големи верски празници повод за собирање на семејството и пријателите и богати семејни трпези. Меѓутоа, колку се претерува на овие семејни трпези и дали тоа претерување предизвикува потоа потреба од медицинска помош, денеска ќе зборуваме со Елена Карава-Пиловска, шеф на смена во итната медицинска помош. Добро утро, доктор Елена, и ви благодарам што денеска сте дел од утрински брифинг. Добро утро од базата на итна медицинска помош. За почеток, еве, како што најавив, темата се прејадувањата за време на Великден. Имаше ли зголемен број на повици во итната медицинска помош како последица на неконтролирано прејадување или пак можеби, не дај Боже, труење со храна? Така, за време на празниците во итната медицинска помош имаше вообичаен број и тип на интервенции, некаде околу 80 во текот на 24 часа. Инаку интервениравме, значи со вообичаен број и тип на интервенции во однос на прашањето за прејадувањето. Знаете, постот покрај тоа што има телесно значење е добар за телесното здравје и од духовна важност. Затоа луѓето кои што се спремни за пост, тоа зборува за нивната ментална, психичка состојба и спремноста за постот и откажувањето телесно и душевно, нели, откажување. Всушност јас и не верувам дека луѓето кои што вистински постеле, преале и препеле. Инаку во текот на вчерашниот ден имавме интервенција кај едно алкохолизирано лице и интервениравме, односно побарале помош за 4 сообраќајни несгоди. Имате ли некаква информација околу тоа кои се причините за сообраќајните несгоди? Така, знаете, покрај неприлагодувањето на брзината и возење во алкохолизирана состојба, многу за причинување на сообраќајни несгоди влија и духовната нерамнотежа, односно дури заморот, потоа емоциите како што се без страф, радост, ја намалуваат концентрацијата и ја намалуваат тенацитетот на вниманието и затоа можеби тоа причинува до доведување до сообраќајни несгоди. Би се задржала уште многу малку на храната. Карактеристични и препознатливи за Великден се јајцата. Уште колку дена смеат да се јадат и ќе бидат добри и квалитетни јајцата кои што се фарбаа изминатите денови, односно кога веќе граѓаните истите да се ослободат од нив, бидејќи би представувале опасност по нивното здравје? Така, како и секоја храна од органско потекло, нели, треба да се чуваат на соодветна температура, но ние знаеме дека обоените јајца ги чуваме на собна температура, на маса поставени, нели, украсени, затоа се препорачува обоените јајца да се јадат само за време на празниците, за празничните денови. Убаво е времето, деновиве, имавме убави пролетни па дури и летни температури, пред тоа имавме малку постудено време. Како влијаат овие климатски промени врз здравјето на луѓето? Така, и всушност интервенциите во итна медицинска помош се најчесто од невровегетативна природа во овие времиња, затоа што е актуелна метеоропатијата. Метеоропатијата доведува до еден хормонален дисбаланс, значи имаме, нели, пореметување во атмосферскиот притисок, во температурните разлики, потоа во влажноста на воздухот и доведува до една хормонална флуктуација во организмот на човекот и затоа луѓето кои што се јавуваат се жалат на еден немир, потоа неспокој, некој на апатија, несоница, потоа вртоглавици, има зголемен број на колапси, но се очекуваат, нели, и зголемен број на мозочни удари како последица, нели, од овие пореметувања во временските услови. Како да си помогнат во ваков случај граѓаните за да се избегне овој голем број на мозочни удари кои што го споменуват? Така, ние често препорачуваме секој превентивно да си го чува своето здравје. Често препорачуваме хронично болните, нели, да си ја земаат својата терапија, инаку во однос на препораките секогаш да си ги знаеме своите ограничувања во животот, своите граници, нели, да најдеме и начин на себе репарација. Се разбира да му влијаеме на нашиот сон, нели, да си го регулираме стресот, да најдеме начин за тоа.
И некаде пред крајот би ве прашала и дали веќе луѓето го научија оној европски број карактеристичен не само за брзата помош, туку и за останатите служби на кои што на граѓаните им е потребна интервенција како полиција и пожарна, или пак се уште се јавуваат на 194? Така, се јавуваат луѓето и на 194, но имаме повици, постепено нели се зголемува бројот на 112 линијата, кои што нели потоа ги вклучуваат со нас за консултација. Доктор Елена, јас ке ви заблагодарам за денешното учество во утрински брифинг. Надевам дека ќе имате мирен ден со што е можно помал број на интервенции и повици во итната медицинска помош. Ви благодарам за соработката. А од тука ние се одјавуваме, наследни се содржините од студија.